Македонско радио. Радио Македонија. Самитот Македонија 2025 2019 година донесе повеќе новини во програмата во насока на следење на актуелните движења, пред се во економијата и заштитата на човековата околина. Повеќе информации за сето она што го окупираше вниманието на годинишниот самит ќе можете да слушнете од Никица Мојсовска-Блажевски, извршна директорка на организацијата. Организацијата има 5 цели кои што сакаме ги постигнеме. Првата од тие цели е да се привлечат странски инвестиции и да се промовираат домашните бизниси. Значи сметаме дека само силни бизниси може да доведат до побрз економски напредок на земјата. Втората цел на организацијата е да поттикнеме лидерство, квалитетно образование, да изградиме идни квалитетни работници и лидери. Третата цел е да го искористиме потенцијалот на диаспората, да ги поврземе членовите на диаспората со нашата земја, секако за исполнување на првите две цели. Четвртата цел е, велиме, да развиеме, да промовираме транспарентно општество, демократско општество, општество без корупција. И петата цел е како сето тоа да го презентираме или како сето да го измериме. Оваа пета цел е нешто за што организацијата многу размислуваше во минатото и дојдовме до така наречена матрица за економски напредок. Значи, матрицата за економски напредок собира неколку индикатори. Тие се стандардни макроекономски индикатори, како што е стапката на економски раст, како што е странски инвестиции, образованието или квалитетот на образованието и така натаму. Сметаме дека она за што треба да целиме. Она кон што целиме е повисок животен стандард на сите нас. И главното прашање е како да стигнеме до повисок животен стандард. Значи, која е суштината? Повторно, како организација имаме дефинирано 5 цели, 5 области кои што сметаме дека се поддржувачи на економскиот раст. И тие 5 цели ги промовираме и преку самитот и преку нашите програми. Тоа се инвестиции и иновации, тоа се образование, деловното окружување или колку едноставно да вршите бизнис во Македонија, тука спаѓа животната средина и корупцијата. Сметаме дека доколку земјата ги фокусира своите напори за напредок во овие области, ќе стигнеме и таму каде што сакаме, каде што посакуваме, а тоа е намалување на јазот на нашиот животен стандард со животниот стандард во ЕУ. Во моментов нашиот животен стандард или бруто домашниот производ по глава на жител е 37% од просекот во ЕУ. Сакаме да напреднеме тука. Тоа е оно што ќе донесе просперитет и тоа е оно што ќе влие врз намалување на емиграцијата и одливот на мозоци. Сите наши програми и напори се, пак ќе речам, фокусирани на овие области. Што правиме во меѓувреме? Точно дека не сакаме организацијата да ја гледате како организација која што се соединува и организира настан кој што се нарекува самит. Организацијата работи во текот на целата година, односно имплементираме програми. Програма преку која што испраќаме извршни директори од Македонија на извршно образование во Америка. Програми преку кои организираме обуки за млади предприемачи, почетни бизниси. Секоја година по околу 40 бизниси, до сега 400 бизниси поминале низ таа програма. Програма преку која што носиме канадски експерти во македонски компании, програмата Битов. Секоја година по десетина странски експерти, канадски експерти. Значи, ние работиме во текот на целата година. Самитот е место каде што сакаме да ги донесеме сите тие успешни приказни, сите наши напори, претходни програми и да ги представиме пред вас. И да им помогнеме сите меѓу себе да се вмрежат и да се поврзат. Ова е 8-о издание на самитот на Македонија 2025. Среќни сме што секоја година самитот станува едно поголемо друштво, еден поголем настан. Почнавме со самитот еден ден, оваа година завршуваме со самитот 3 дена. Исто така почнавме со помалку учесници, оваа година веќе имаме 415 учесници од 60 земји. Имаме над 40 панелисти. Мислам дека со импресивни бројки, самитот морам да кажам дека го гледаме како една од нашите алатки, една од нашите начини како да ги остваруваме своите цели и својата мисија.
Мисијата на организацијата е да го поттикне и поддржи економскиот напредок на Македонија. При тоа да го подобриме, велиме, животниот стандард на граѓаните, да успееме да им помогнеме на бизнисите да растат и да извезуваат, односно интернационализација на бизнисите. Ке се задржам на самитот, што сакаме да постигнеме. Самитот е една платформа преку која сакаме да ги поврземе бизнисите од земјава со бизнисите од регионот, меѓутоа со вклучување и на диаспората. Диаспората е наш голем ресурс. Бројките покажуваат дека во диаспората имаме околу пола милион до 600.000 иселеници и меѓу нив има вистински големи професионалци кои што сакаат да помогнат на нашата земја. Одборот на директори е токму пример за такви професионалци. Самитот има за цел исто така, покрај поврзување на бизниси, да сподели знаења, да пренесе иновации и велиме да иницираме и да мотивираме економски реформи. Како да имаме подобро деловно окружување, како да учиме од најдобрите. Таа јас би ја нарекла едукативна улога на самитот и секоја година имаме одлични представници од други земји кои што представуваат убави приказни, успешни приказни на реформи. Морам да кажам дека имаме две главни теми. Првата главна тема е околу иднината на работните места, иднината на вештините. Прашање кои што навистина не засега. Постојано зборуваме за реформи во образованието, за невработеност, а од друга страна компаниите се жалат на недостиг на кадри. Така што сакаме да разговараме како да го надминеме тој јаз, како да ги подобриме вештините на нашите работници и како да креираме работници на иднината. Сето тоа би не довело до повисок економски развој. Втората тема на која што исто така се фокусираме, тоа е животната средина. Проблем кој што не засега сите нас, проблем кој што навлегува во повеќе сфери и во смисла на здравство, здравје на луѓето, меѓутоа исто така и од аспект на продуктивност на работниците. Нема да зборуваме за тоа колкав проблем е загадувањето, аерозагадувањето, туку ќе зборуваме за тоа како да го надминеме аерозагадувањето, кои се иновациите, кои се убавите практики и искуства од други земји. Целта е да создадеме едно широко партнерство. Би рекла дека бизниси се тие кои што треба да го водат тоа партнерство, вклучување на владините институции, на невладиниот сектор и на сите нас, на сите граѓани, на новинарите и така натаму, за да го подобриме квалитетот на животот. Знаете дека главна причина за емиграцијата велиме дека е економската состојба, меѓутоа и квалитетот на животот на сите нас ни влијае или желбата за емиграција е поврзана и со квалитетот на животот. Оваа година самитот сака да го представи или ние сакаме го представиме, тоа е успехот на македонците во Македонија. Сакаме да ја инспирираме и мотивираме нашата диаспора, сакаме на младите да им покажеме дека може да бидат во Македонија, да живеат и работат и тука и да бидат успешни во цел свет. Меѓутоа, она што најмногу сакаме да го постигнеме, тоа е бизнисите да се поврзат, да најдат партнери меѓу себе во регионот и споменав и со диаспората. За таа цел оваа година имаме посебна платформа, B2B платформа, која што секој учесник на самитот може да се закаже со друг учесник на самитот состанок. Она што исто така сакам да го споменам како посебна карактеристика на овој самит, тоа се надпреварите за почетни бизниси. Сакаме меѓу нив да ја промовираме претприемачката култура, меѓутоа сакаме исто така и да им ги покажеме или да ги донесеме поблиску до нашите професионалци од диаспората. Идејата на организацијата е да воспостави систем на менторирање на бизнисите, значи наши професионалци од диаспората, да менторираат почетни бизниси тука, да им го пренесат своето знаење и искуство. Нашите очекувања се големи, морам да кажам.